и ми отвори една апликација. Домашната платежна картичка Купувам домашно е финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници. Оваа мерка е дел од третиот сет економски мерки за ревитализирање и рестарт на економијата во услови на COVID-19. Мерката се проценува да опфати 270.000 граѓани и да чини 25 милиони евра, извести министерката за финансии Нина Ангеловска. Оваа мерка е поделена во 4 групи, од кои првата е за граѓани со низок доход до 9.000 денари. Поконкретно, примателите на социјална помош и невработени евидентирани како активни баратели на работа до 22 мај 2020 година и кои оствариле нето доход до 180.000 денари во 2019 година, како и нето доход до 60.000 денари во периодот од јануари до април 2020 година, согласно евиденција на УЈП. Втората група се лица кои се во работен односи во кои за периодот од јануари до април 2020 година оствариле доход само по основ на плата и надоместоци на плата во нето износ не поголем од 60.000 денари на ниво на полно работно време, според евиденцијата на УЈП. Како плюс, оваа група на граѓани ќе добие и ваучер за домашен туризам од 6.000 денари преку мерката за јакнење на домашниот туризам од Министерството за економија. Младите лица со наполнети 16 години, но и не постари од 29 години до 22 мај оваа година, активни учесници во државното формално средно образование и високододипломско образование, се добитници на 3.000 денари и ја представуваат третата група од овој сет економски мерки. Последната категорија се здравствените работници, ангажирани со справување со COVID-19, кои ќе добијат 40% повишување од основната нето плата. Овде спаѓаат вработени во јавните здравствени установи, клиниката за инфективни болести, Институтот за јавно здравје, центрите за јавно здравје, брза помош, инфективните одделенија и ангажирани работници во други одделенија заради тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од COVID-19. Подетални информации за сите групи од овој сет економски мерки се достапни на веб страната на Министерството за финансии.